65 годишниот јубилеј на пензионерското организирање денес со свечена академија беше одбележен во Скопје, а на кој присуствуваа председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Министерот Ристовски на пензионерите им порача дека обезбедувањето социјална сигурност и заштита и натаму останува приоритет на владата на Република Македонија. Во програмата за работа на владата 2012-2015 година дефинирани се проекти кои што ќе влијаат на стандардот на пензионерите. Пензиите ќе се зголемат за дополнителни 5, 7,5 и 10%, а проектот Бањско-климатска рекреација кажа веќе продолжува и во наредните 4 години. Министерот најави и унапредување на соработката со Сојузот на Сдруженијата на пензионерите, бидејќи како што посочи, соработката со невладиниот сектор е клучна за развој на секоја демократска држава, особено кога се работи за социјални права и интереси. Председателот Иванов истакна дека денешната генерација пензионери има вложено голем труд во изградбата на Македонија и затоа треба сите да бидеме свесни, а општеството мора максимално да го користи напластениот интелектуален потенцијал и знаење на пензионерите. Би сакал да испратам една порака до вас и до сите граѓани на Република Македонија. Да имаме доверба во себе и во своите способности. Доверба во другите и доверба во општеството. Заедно да работиме на тоа да се постават темелите на просперитетна и стабилна држава, во која секој граѓанин ќе може да ја најде својата среќа и личен успех. За пензионерите тоа значи стабилност и одрживост на институциите за меѓугенерацијска солидарност и можност секој од нас да заработи и да заштеди доволно за да биде спокоен во својата старост и да ужива во плодовите на својот труд. Председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери нагласи дека се задоволни од она што досега е направено за нив, додавајќи дека тие како сојуз и понатаму ќе работат во интерес на пензионерите и нивните права. Сите нас не радува што и председателот на државата и министерот на владата на Република Македонија најавија нова клима во решавањето на пензионерските проблеми во нашата земја. Воедно на свечената академија беше одбележан и денот на пензионерите во Македонија 20 септември и 20 годишнината од осамостојувањето на земјата.